вечер, драги гледачи, добра вечер, Македонија. Добре дојдовте во 85-тото коло на игрите на среќа, Лото 7 и Џокер. Верувам дека денеска ќе имаме многу вредни добивки и верувам дека ќе имаме една убава и интересна вечер. Пред да ги извлечеме срекните броеви, најпрво да ги поздравам овие три прекрасни дами кои што ќе бидат денеска со мене во студиото и ќе се грижат за регуларноста. Тоа е нашата комисија и вечерашен претседател е Билјана Цветковска. Добра вечер за сите три. Добра вечер, Милена. Се надевам дека сте добри, расположени. Како и секој пат. Така, но најважно е да ни кажете дали е се како што треба за да можеме да започнеме со игрите. Ти благодарам. Се е подготвено и оваа вечер. Комисијата ги направи сите потребни подготовки. Нас ти преостанува само да посакаме многу среќа на сите играчи на Лото и на Џокер и на твој знак да започнеме. Така е. Посакуваме среќа на сите наши играчи, но пред да започнеме со сето тоа, да го погледнеме джинглот. И пред да започнеме со извлекувањето за првата вечерашна игра, најпрво да ја погледнеме уплатата за ова 85-то кола. Вкупната уплата е 4.275.480 денари, бројот на комбинации 162.516. Фондот на добивки 2.137.740 денари, а фондот за седумка 53.900.000 денари. Мислам дека се е подготвено, така што може топчињата да паднат, па да видиме кои се оние стрекни топчиња кои што можеби некому ќе донесат вредни добивки. Во очекување сме на првиот извлечен лото број. Да видиме кој ќе биде тоа бројче. И првиот извлечен број е бројот 14. Запишуваме број 14. Одиме веднаш понатаму со вториот лото број. И вториот број за денеска ни е бројот 32. Запишуваме 32. Третиот број ни е бројот 18. Запишуваме 18. Со следниот број ќе видиме дали ќе имаме можеби некакви добивки. Во очекување сме на четвртото извлечено бројче. А тоа ни е бројот 13. Запишуваме 13 и веќе имаме 38 четворки во вредност од 300 денари. Продолжуваме понатаму со петиот лото број. Да видиме какви промени ќе донесе истиот. Следниот број е бројот 12. Запишуваме 12 и веќе имаме 5 седмици. Запишуваме 12. Да видиме шестото бројче. И тоа е бројот 30. Да видиме какви промени направи. Еве направи промени и кај оние со 4 погодоци во вредност од 300 денари, 23 петки. За жал, со 6 погодоци немаме ништо. И последниот број за оваа вечер е бројот 25. Бројот 25, за жал, немаме ниту седумка, ниту со 6 погодоци, но затоа имаме многу петки и многу четворки. Еве ги броевите кои што ги извлековме денеска: 14, 32, 18, 13, 12, 30, 25. А во продолжение да видиме и добитната комбинација. Добитната комбинација изгледа вака: 12, 13, 14, 18, 25, 30 и 32. И сега мислам дека одлично време да го погледнеме и неофицијалниот извештај за оваа прва игра од 85-тото кола.
Како што кажавме, број на добивки со 7,6 погодоци нема, но затоа имаме 98 петки во вредност од 8.175 денари, 1.785 четворки во вредност од 3.000 денари и очекуван фонд за добивка со 7 погодоци за следното коло 54.461.000 денари. А сега ќе погледнеме нешто малку поразлично, но ќе се потсетиме на големото дарување кое што продолжува на најдобриот сајт megawin.mk. Влези веднаш и земи бесплатен подарок, а можеби токму ти ќе бидеш еден од големите срекници со големи награди до 250.000 денари. megawin.mk и големи дарувања ве очекуваат. А сега ќе се преселиме за кратко во Струмица, од главниот град одиме во Струмица. Зошто го велам ова? Затоа што ќе го погледнеме прилогот Среќа во движење, да видиме што се нуди Државна лотарија на Македонија, затоа останете со нас и следните неколку минути. Со Државна лотарија, среќата е насекаде. А ова е Среќа во движење. Среќа во движење ве шета по градови и среќни места и запознаваме среќни луѓе со Кристина Димитри И Дејан Лилич. Со среќата во движење дојдовме до Струмица и да видиме со кого ќе се запознаеме овде. Во Струмица на улица. Ние сме денес токму тука и ја движиме среќата. А среќата добро го познава овој град. Тука еден среќен Александар освои 7 на лото. Но има и многу други добивки, како на пример автомобили добиени на инстант лозови. Да видиме дали за ова знае и нашиот денешен соговорник. Добар ден. Добар ден. Ние сме Државна лотарија, ја шетаме среќата, таа ве пронајде токму вас. Чест ми е и задоволство. Пред се би сакала да ве прашам дали играте игри на среќа на Државна лотарија. Да. Обожаватели сме и најмногу сме на инстант лотарија. Грепки. Грепки, која ви е омилена грепка? Златна рибка. Одличен избор. А сега главното прашање, од која игра на среќа е освоена најголемата добивка во Струмица и која година? Тоа мислам дека беше лото 7. Сега точно година 2018 негде тука беше во Струмица лото добиено. Одличен одговор. Се гледа дека сте верни играчи. Затоа ви подаруваме инстант лозови, може слободно да ги отворите и да ги погледнете, и пакет Среќа плюс, и да продолжите да играте игри на среќа на Државна лотарија. Сите ни се од урбан стил и се надевам дека ќе имаме добивка. Ви посакувам среќа, ви благодарам. И на вас. Продажните места на Државна лотарија во Струмица, Кречеви Тото, Лото 1 и Ватокс. Не се само обични пунктови, тие се вашата врата кон среќата која чека да ја отворите. Не заборавајте да играте игри на среќа на Државна лотарија, затоа што среќата е насекаде. Ова беше среќа во движење, а вие не заборавајте да вежбате радување, затоа што можеби ние се наоѓаме некаде за лаголот, а среќата е насекаде. Напред да продолжиме и со втората игра, ќе го задржиме уште малку вашето внимание со уште нешто интересно. Последното финале на квизот Седмо небо на Државна лотарија. Во текот на 16 епизоди со Дејан Лилич и Виктор Петров Викса се дружевме со надпреварувачи од многу градови во нашата земја, кои освоја вредни награди и однесоа со себе убави спомени. Ви благодариме на сите што бевте дел од Седмо небо, низа незаборавни моменти исполнети со забава и многу насмевки потврдија дека среќата на вистина може да се најде насекаде. По продолжение го гледаме форшпанот за квизот Седмо небо. Како изгледа седмото небо, најверојатно. Вака изгледа, некако лета, цело време летиш. Види, да, не знам како дојав до овде, само помислив и доаѓам. Дај дечко сликнеле демован. Чека еднаш и вака. Дојдовме до последното финале на квизот Седмо небо. Ова убаво и забавно патување до Седмото небо ќе го завршиме со Дијана од Скопје, Драголјубо Тетово и Игор од Скопје.
Маријана, Дејан и Викса ве покануваат на забавно дружење на седмото небо, каде што живее среќата. Седмо небо, вистинско место за добри вибрации. И во ова финале, еден ќе ја однесе дома главната награда, но сите ќе си заминат со спомени за паметење. Гледајте Седмо небо, недела 22:30, канал 5 телевизија. Игрите на среќа никогаш не завршуваат. Среќата е насекаде околу нас. Ние секогаш ќе бидеме тука заедно со вас, а и вие бидете заедно со нас. Така е Седмо небо, утре во 22 часот и 30 минути, а време и за втората вечерашна игра. Одиме со джингл. И дојде време за втората вечерашна игра Джокер. Секако ќе ви посакам среќа пред да ги видиме добитните броеви, но најпрво да ја погледнеме и вечерашната уплата. За ова 85-то коло, вкупната уплата 581.790 динари, фондот на добивки 290.895 динари, фондот за добивка со 6 погодоци 3.072.572 динари. Топчињата може да паднат. Да видиме кои се вечерашните Джокер броеви и може да започнеме. Го имаме првиот број, тоа е бројот 1. Продолжуваме понатаму. Бројот 3. Па го запишуваме бројот 0. Бројот 4. Бројот 6. И последниот Джокер број за денеска, бројот 1. Ги извлековме броевите, тоа се бројот 1, 3, 0, 4, 6, 1. Повторувам, 1, 3, 0, 4, 6, 1. Сега може да го погледнеме и неофицијалниот извештај за Джокер од ова 85-то коло. За жал немаме ниту шестки, ниту петки, затоа имаме 4 четворки во вредност од 9.452 динари, 26 тројки во вредност од 1.454 динари, 315 двојки во вредност од 120 динари и 3.395 со една добивка во вредност од 30 динари. Очекуван фонд за добивка со 6 погодоци за следното коло е 3.113.000 динари. Честитки на сите оние кои што си освоија вредни добивки. Не заборавајте да не следите на нашите социјални медиуми, каде што можете да дознаете за сите наши новитети. Уште еднаш ви имате можност да ги погледнете извлечените броеви од ова 85-то коло и за првата игра Лото 7 и за Джокер. Јас ви благодарам и како што кажав, честитам за сите добитници од име на целиот тим. Имајте убава вечер и не заборавајте да не следите секоја среда и секоја сабота во 20 часот на канал 5 телевизија. Пријатно!